струмичани се разбудија порано од вообичаено. Импровизираниот напад над градот Струмица ги разбуди спомените од пред 7 децении, а пукотниците по струмичките улици, како да сакаа да ја пренесат веста дека 8 уште едно слободарско утро во градот под царевите кули. Токму така, 8 на денот кога овој град и сите негови граѓани го слават јубилејот 70 години слободна Струмица. Му се радуваме на денот кој генерации и генерации струмичани го чувале и ќе го чуваат како реликвија во своето паметење и како еден од столбовите на своето себепостоење. Го празнуваме денот на ослободувањето на нашиот град, не само поради неговото значење за целокупниот историски споменар на Струмица, туку и поради фактот дека денешна Струмица можеби не ќе беше таква каква што е, да не се случеше тој 11 септември 1944 година. Од тој ден до денеска поминаа 70 години, исполнети со подени и падови, со радости и таги, со убави и помалку убави мигови. Но тоа се 70 години растеж, 70 години стремеж кон убаво утре и 70 години неспорна, безусловна и нераскинлива љубов меѓу Струмица и струмичани. Таа љубов, таа челична врска меѓу две нешта, кои взаемно си припаѓаат, е без сомневање клучниот фактор за успешниот обстој на ова парче од македонската земја. Овој светол ден не бара премногу од нас, бара само должна почит, внимание кое го заслужува и равноправен третман со другите значени датуми од нашата богата историја. Бара само толку, ни повеќе ни помалку. Ние сме тие што сме должни тоа да го исполниме. Заатер на Струмица, заатер на Благо Јанков Мучето, Герав Цунев, Сандо Масев, Јоска Свештаров, Боро Џони, Боро Поцков, Киро Минанов и останатите, но и заатер на нас самите. Голем дел од споменатите борци не го доживеа тој 11 септември 1944 година. Но нивното учество во народно-ослободителната борба и борбата против фашизмот дадоа значаен придонес нивните следбеници наместо нив да го извојуваат стремежниот подвиг и да го оценуваат слободарскиот сон. Поради ова, мора да ги споменуваме, да го пренесуваме тој спомен нивните генерации струмичани и да сме им вечно благодарни. При тоа, секогаш треба да си споменуваме, за да не се заборави, дека од Струмица и Струмичко во НОБ учествувале 3800 борци, од кои 75 ги положиле своите животи во виорот на војната, повеќе од 100 биле жртви на фашизмот, а 58 останале воени инвалиди. Струмица даде 20 народни херои и 11 носители на партизанска споменица од 1941 година. Оваа фактографија го одразува струмичкиот влог во севкупниот македонски непокор и непомирливоста со страдањата од дуѓата окупаторска чизма, како и отпорот кон политичката, социјалната и националната безправеност на граѓаните. Денес, кога со гордост го одбележуваме и прославуваме јубилејот 70 години слободна Струмица, должни сме да споменеме дека нашиот град даде огромен придонес во народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Под знамето на 4-та македонска ударна бригада, потоа на 14-та, на 20-та македонска бригада, на Струмичкиот партизански отред и на другите единици од 51-та и 51-та и 50-та и 51-та македонска дивизија, струмичките борци на разни фронтови несебечно се бореа против германскиот фашистички окупатор и неговите сателити. При тоа, храбрите борци не стравуваат да се соочат со вистината дека цената на нивните животи е многу пониска од цената на слободата. Тие биле цврсто решени, живеачката под окови и пранги проследена со тага, болка, мака, гнев и безнадежност, да ја заменат со револуционерниот пламен, кој бил единствениот излез од состојбите и услов за преживување во услови на тортура.
Тие недвосмислено сакале настаните од Илинденската епопеја да најдат свое премостување во револуционерниот стремеж за стопирање на новата македонска голгота. Слободен живот, слободен град, слободни села и слободна татковина биле единствените нивни желби. На 18 април 1941 година Струмица е првиот град во Македонија во кој се организирале масовни демонстрации против легувањето на бугарската воена и цивилна власт, јавно демаскирајќи ја нивната наводна ослободителна улога. Струмица е меѓу првите градови во Македонија во кој уште на 11 октомври е направен обид за изфрлање на партизански одред. Таквиот обид поради недостаток на оружје не бил успешен, но само 9 месеци подоцна, во јули 1942 година, е формирано јадро на партизанскиот одред. Истиот од команда на Боро Поцков Мирко од Попчево преко Ридот Коритниче го кренисува својот победоносен поход со влегување во Струмица и нејзино ослободување од бугарската окупаторска власт. Борците од одредот со воодушевување биле пречекани од народот. Нивниот сон станал јавен, а тоа јавен веќе 70 години го негуваме, надградуваме, чувајќи го во нашите срца и души. Од ден на ден, нашата Струмица станува се поголема и поубава. Ползувајќи ги поуките од минатото и со љубов, верба и стремеж, свртени кон иднината, должни сме љубовта кон родната грудка да ја докажуваме не само со зборови, туку и со дела. На тој начин ќе ја исполниме задачата да им ја оставиме Струмица на идните поколенија струмичани со убав урнек и аманет. Тоа ќе го постигнеме со заедништво и разбирање. Ако силно и непоколебливо веруваме во новиот ни ден, ако искрено и од срце ја любиме Струмица и ако сме цврсто решени да оставиме свој белег во својот град, тогаш без сомневање ќе сватиме дека вистински е патот по кој ќе гориме за да успееме во нашите намери. Воспротивно, нашето постоење ќе му го препуштиме на заборавот. Струмица е на струмичани, а гордоста е таа што ни дава до знаење дека се повеќе зајакнува врската меѓу едното и другото. Вербата во таа нераскиндива врска и големината на денот денешен ни го забрзува крвотокот, ни ги озарува лицата, ни измамува насмевка и не тера меѓусебно да си стегнеме рака и со гордост меѓусебно да си кажеме: нека ни е честит 11 септември, нека ни е со среќа 70 годишнината од Слободарска Струмица, 70 годишниот слободарски јубилеј и нека ни е благословена и вековита нашата Струмица.